Откриваме што се случува во светот на модата, зошто е толку примамлив за помладите генерации. Македонски модели триумфираа во Белград. На едно надпреварување за што точно станува збор, разговарам од мојата десна страна Душица Петит. Добро утро. Добро утро. И до неа Андреја Стојмановска. Добро утро. Добро утро. И сега, ајде прво да започнеме со тоа. Имаме фотографии од случувањата во Белград, но ајде малку повеќе да ни примамите какво надпреварување е тоа што се случуваше во Белград. Зошто е толку значајно? Овака, Топ модел Европа е најголемиот надпревар за манекени и фотомодели во Европа. Пред година дена ја добив лиценцата за целиот Балкан за да правам кастинзи во Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора, значи цела бивша Југославија плюс Бугарија, за да би можеле и нашите млади деца да имаат право на тој надпревар и на тој успех. Белград го одбрав како главен град од бивша Југославија. За мене беше најдоброто место за да се направи таков голем настан. Го праве во хотел Москва и беа на надпревар сите финалисти од целиот Балкан. Беше и Андреја, да. И таа доби награда топ модел Europe Balkans, така? Да, добро читам, да, добро. Во категорија на комерцијален модел. Што значи тоа? Каква е незината награда? Што значи за неа? Значи вака, Андреја направи голем успех затоа што беа пријавени над 500 кандидати, таа стигна до финале. И оваа лента што ја носи значи дека она е најдобриот фотомодел од оваа прва сезона од целиот Балкан и ќе ја представи Македонија и Балканот на 30 ноември во Брисел, каде што ќе се надпреварува со 90 девојки и момчиња од цела Европа, па дури има и деца од Бразил. Затоа што топ модел се повеќе и повеќе се прожирува, почнува да оде на светско ниво, испадна малку и од Европа надпреварот. Андреја, зошто преубаво изгледаш? Си едно толку убаво наше дивојче, она што можев и да видам и на фотографиите, да не бидеме присретни, ама нашите деца се најубави. Зошто ти влегуваш во светот на модата? Имаш 18 години, така? Да, зошто ти влегуваш во светот на модата? Бидејќи секогаш од кога сум малечка ме зборуваа дека имам потенцијал и сега кога дојде приликата за вакво нешто, реков да пробам и да се обидеш, да. Да. Добро, што значи да се биде модел? Дали тоа значи дека треба да постојат некои правила кои што треба да се исполнат, дали во пропорциите, дали во изгледот, дали е тоа некој посебен режим на живот, начин на живот кој што доколку сакаш да успееш мораш да го почитуваш. Како е тоа? Па, мислам дека треба само да бидеш свој и да пробаш, но сепак треба и да имаш некој потенцијал. Душица, во делот на пропорции, во делот на оценувањето, нели тука во тој дел на правила кои што треба некои да се почитуваат, како и да е рангирањето? Што е она што најмногу бодови собира? Овака. Топ модел Европа е по законите од Франција, затоа што е француски европски надпревар. И во Франција има нови закони во кои што нема дискриминација. Значи, кај нас единствено нешто е што не го правиме да имаш помалку од 15 години, затоа што не работиме со деца. Али нема, значи, крај на години, може некој што има 60 години да се пријави затоа што се бараат лица и за постари особи кои што рекламираат, пример, боја на коса, крем, нема исто килажа, значи во Франција е многу отворено како fashion for everybody. Да, значи, како мода за сите, да, мода за сите. Добро, тој дел, например, е многу добро да се слушне, затоа што обично перцепцијата е дека моделите се ограничени во делот на начинот на живот, дека треба да постојат и некои рестрикции за нив. Да, секако пример, некој пример Андреја во категорија модел фото, таа ќе шета исто и на модни реви,
Значи во таа категорија она мора да се држи, да се храни здраво, да се точни, легнува рано на вечер. Да, значи некои пропорции кои што треба да се почитува. Во нејзината категорија она мора да ги почитува ако сака да работи во таа бранша. Така се, колку е тоа лесно и тешко. Па, Андреја сега на самиот почеток, значи топ модел и отвара врати. Топ модел Европа е јако строг конкурс. Имаме и полуфинале, што има 8 часа на вежбање, на одење. Ги спремаме, значи, стварно да видат децата дали се стварно заинтересирани за тоа што манекенството и моделството е права струка. Нажалост, во Македонија и на Балканот манекените многу малку живеат од само тоа, али нашиот цел е утре Андреја да стане стална работа. Да, тоа ќе ве прашав, да со оглед на тоа дека вие живеете во Париз, ќе ве прашам како таму се живее од модата и зошто толку многу светските метрополи како не знам, Милано, Париз се атрактивни за нашите модели. 8 часа треба да испочитува правила и начини на одење, така на високи подпетици. Андреја, 8 часа на високи подпетици, си вежбаш по дом? Си вежбам. Не, добро, млада си уште, јас кога бев помлада, веројатно полесно, но со годините сите сакаме на рабни чевли. Шегата настрана, предизвикот за да се успее, веројатно е многу голем, но желбата она која што ќе преовладе и сите пречки ќе ги помине. Каде себе си се гледаш? Себе си искрено се гледам, би сакала да одам на Fashion Week во Париз. Тоа ми е искрено мојата цел и ќе дадам се од себе сега во Брисел да успеам. И се надевам дека ќе биде тоа така и дека и без разлика на исходот дека ќе ти се отворат портите, дека не само во Париз, туку и други модни центри ќе можеш да ги посетиш и да ги освоиш. Душица, зошто толку надвор е примамливо за нашите модели? Добро ли се заработува? Добро ли се живее? Постојат ли години до кога можеш да живееш од манекенството? Во Париз, кога се граде, значи, права манекенска кариера, се заработува многу. Се зависи, значи, за кого работиш и какви кампањи правиш. Пример, најмалку платени се ревиите, а сите сакаат да шетаат на ревии, али ревиите се најмалку платени. Најмногу платени се кампањи. Не знам дали имаме право да кажуваме брендови на телевизија. Да, немаме, но јасни ми се. За големи модни куќи, кога се прават кампањи на билборди, кога пример ќе ги видиме на автобуска станица, во метро, тоа е најмногу платено, затоа што се плаќа фотосесијата, али се плаќа право на слика. Значи, секои 6 месеци вие си седите дома, али ви стигнуваат право на слика и тоа се огромни цени. Да, добро, но да се стигне до таму, веројатно треба и да се прошета на тие модни писти и да може да критичарите, модните критичари да те видат, да те забележат, за да можеш да успееш понатаму. Да, секако. Треба, значи, максимално да се работи, да се шета, да се прават кампањи и за модни списанија, значи да се покаже на било кој може настан. И не само во Париз, јас Андреја веќе ја запиша во агенција во Србија, оваа недела имам состанок за неа и во Скопје. Битно е на самиот почеток она да биде видена, да работи. Исто, освен Андреја да ги поздравам и Дарио и Харис, тоа се нашите... така не успеа да дојдат? Не успеа денеска да дојдат. Но да ги поздравиме, да. Ги видовме на фотографиите. Да. Двајцата победници. Сепак, јас сум македонка и многу сум среќна и горда што од 4 победници, 3 македонци. Така да иако долги години живеете во Париз? Да, јас сум од 2009 во Франција, прво студирав, па работам таму. Да, и работите во светот на модата и еве еден начин на кој што може да им отворите пат на нашите млади модели, оние кои што сакаат да се занимаваат со ова. Што би сакала да препорачате до младата генерација, до оние кои што сакаат да влезат во светот на модата? Значи, би им рекла да веруваат во себе, да веруваат во своите сонови, дека со труд и волја се е можно. Значи, јас мислам дека секој треба да верува во себе и да се труди, напорно да работи
и да си успехот е неминовен. Да. Така да, благодарам што бевте денеска гости. Благодарам, посакувам многу успех. Следен пат да се видиме и со некоја уште поголема титула од ова. Да. Ви благодарам. Ви сакала само уште нешто да кажам. Денеска Андреја е облечена со палто од дизајнерката Фросина Кулакова, на која што ова требаше уште веднаш да го кажете, да. На која што ја го затвори настанот со нејзината најнова колекција во Белград. Да. И чест ми е што може да покажеме нејзината работа на премногу талентирано девојче на кое што и давам голема почит и се. Да, и особено ми е драго и чест ми е што навистина еве една од креациите на Фросина ја носиш денеска. Да. Благодарам што ми бевте гости.